Добро вечер, победнички аеродром. За многу години да е денешниот празник Великден. Добро вечер за Социјалистичката партија на Македонија. Добро вечер за ВМРО ДПМН, Демократскиот сојуз, Дом и сите членови и симпатизери и поддржувачи на најголемата коалиција за подобра Македонија. Добро вечер и за се уште неопределените граѓани, доколку такви ги има. Почитувани пријатели, во првиот изборен круг ја добивме вашата поддршка и се потврди довербата која имате во нас, за што сме ви благодарни. И овој пат македонските граѓани ја препознаа разликата и го направија својот вистински избор. Разликата е огромна и таа нас уште повеќе не охрабрува и мотивира за да ги вложиме сите сили, секој атом енергија за представување на нашата програма да допре до секој граѓанин во државата. Како и досега, ние и понатаму говориме за нашите проекти и мерки кои ги нудиме. До вас се обраќаме со позитивен однос, со афирмирање на нашите политики, без лаги, без манипулации, несериозни ветувања и без навреди кон политичките противници. За разлика од нас, што слушаме од спротивната страна? Во својата безидејност и немоќ, СДСМ и нивниот претседателски кандидат со насилно однесување сеат поделби, омаловажувања и дисквалификации на се што ние нудиме. Го подценија дури и сопствениот народ, го навредија со најпогрдни зборови, затоа што од него очекувале поддршка за тоа што прават. Затоа го добија и овој резултат. Нив самите вината не ја бараат кај нив, туку таа ја бараат кај сопствениот народ. Не им бил померка. За разлика од нив, и понатаму ние говориме за ветените и реализирани проекти во корист на сите граѓани, за патиштата, за новите училишта, новите факултети и реконструирани болници, новите градинки, водоводни системи, спортски сали, фудбалски игралишта, инфраструктурни проекти, за зголемените пензии, за новите отворени фабрики и новите 120.000 работни места, повисоки плати и за зголемените земјоделски субвенции. Искрено помагавме на сите категории на граѓаните, и на младите, и на пензионерите, и на земјоделците. За нас развојот на економијата, на земјоделството и на стопанството и отворањето на новите работни места е врвен приоритет. Желбата да му се помогне на сопствениот народ и да се исправи големата историска неправда кон работниците, одстранети од работните места со мрачната приватизација и транзиција представува врвен приоритет за нас. Тоа го постигнавме со привлекување на 1 милијарда 871 милион евра инвестиции во македонското стопанство, дупло повеќе отколку за целиот период на владите на нашите политички противници, непосредни креатори на колапсот на македонското стопанство и директни виновници за отпуштање на над 200.000 работници. Изградивме инфраструктура и капитални проекти, вкупно со над 1012 километри нов асфалт поставен досега, со гасификација, со изградба на хидросистемите Злетовица и Лисиче и со започнување на градба на новите 2 капитални хидросистеми на браните Оризарска река во Кочани и Конско во Гевгелија. Нашата визија, драги пријатели, преточена во програмата, ја доживеа својата реализација со завршувањето на конкретни проекти од кои што корист имаа сите граѓани во Република Македонија. Затоа граѓаните веруваат во нашите политики и програми потврдени со изборниот резултат. Денес, драги пријатели, се бориме за двојна победа на претседателските и на парламентарните избори за Македонија, да не може да биде ставена под уцена од било која страна, ниту од ДУИ, ниту од СДСМ, ниту од нив двајцата. Затоа
ви го нудиме нашиот сериозен, проверен и сигурен програмски концепт на посветеност и безпоштедна работа за доброто на Република Македонија и македонскиот народ и граѓани, во кој во следните 4 години ветуваме 2046 проекти и мерки во интерес на сите граѓани. Со неа, со програмата може да се направи разлика, затоа што има многу голема разлика. Разликата е помеѓу дадениот цврст и обврзувачки збор и докажаното одговорно работење од наша страна и лажните и неискрени ветувања и навреди кон сите од спротивната страна. Затоа е потребно да ја потврдиме, да ја дуплираме убедливата победа и да ја зголемиме, за да ја сочуваме Македонија од распродажба на националните интереси кои деновиве се случуваат со интензивни партиски преговори за задоволување на лични цели и интереси. Да ги спречиме крупните отстапки на штета на македонскиот народ и на македонската држава. Потребно ни е единство како никогаш досега и исплотување. Потребен ни е секој глас. Ги повикувам неопределените да го слушнат нашиот искрен говор и да го прочитаат нашиот очет и нашата програма и да направат споредба, доколку таа воопшто може да се направи со памфлетот кој што е понуден од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа сите ве повикувам на 27. април сите масовно да излеземе, да ги извојуваме 8-та и 9-та заедничка победа за Македонија, да му ја дадеме поддршката на носителот на листата во првата изборна единица Никола Груевски, затоа што тој дел од нас, од сите нас, да го поддржиме нашиот кандидат Ѓорге Иванов за председател на Република Македонија, затоа што е чесен, затоа што е посветен на работата и затоа што е чувар на македонските национални и државни интереси. Да ги поддржиме сите наши кандидати во изборна единица 1 и да ја извојуваме големата победа за Република Македонија и за сите македонски граѓани. Да живее општина Аеродром, да сте живи и здрави, да живее Република Македонија.